Почитувани гледачи, добре дојдовте во вториот дневник на телеканал А1 и дел на она што ќе гледате во него. Струмичките бизнисмени одблиску за царинските и даночните одредби, проект за подобрување на правната регулатива и јавно-приватниот диалог. Пилот проект во Завод за рехабилитација Бања Банско. Австријски експерти помагаат за работно способување на лицата со хендикеп и нивна инклузија. Викендов премиера на представата Второто пришествие на драматургот и режисер Васил Михаил, футуристичка трагикомедија и гротеска за имиграциите и животот. Собранието на Република Македонија денеска ја продолжи конститутивната седница на која се дебатира за избор на Комисијата за прашање на изборите и именувањата. Во досегашниот тек од расправата главна тема е тиранската платформа. Пратениците од ВМРО ДПМН сметаат дека платформата е постизборно подметната и бараат СДСМ да се откажат од неа и да се оди на нови избори. Од СДСМ пак сметаат дека со расправата не се почитува собранискиот деловник и дека пратениците од ВМРО ДПМН дискутираат за теми кои не се поврзани со точката на дневниот ред. Тие побараа да се премине на гласање на следната точка од дневниот ред, односно избор на председател на собранието. Согласно договореното во Комисијата за прашање на изборите и именувањата треба да членуваат 6 представници од ВМРО ДПМН и 5 од СДСМ, а ДУИ и БЕСА да имаат по 1 член. Конститутивната собраниска седница почна на 30 декември 2016, но беше прекината бидејќи не беше обезбедено парламентарно мнозинство за избор на председател на Законодавниот дом. Почитувам председателе Велјановски, почитувани колеги пратеници и присутни медиуми. Почитувана колешке Затуровска, јас мојата реплика кон вас ќе ја започнам со вашата последна реченица од говорот. Барањата на народот, вклучително и на овие 250.000 граѓани, кои што повеќе од 50 дена протестираат, треба да ни бидат водилка во сиот мандат како пратеници. И затоа, при избор на председател и членови на Комисијата за прашања на изборите, треба да го почитуваме нивното мислење дека се изманипулирани со постизборни договори. И ќе ве цитирам повторно. Немаме внатрешна кохезија за националниот идентитет кој се решава со консензус, а не со пазарење. Тука би ве прашал која е цената на ваквото пазарење. Неопходно, потребно ли ни е вакво пазарење? Што е тоа договорено, што никој од овде јавно не сака да го каже? Што е прифатено од таа декларација или платформа за која и лидерот на СДСМ изјави дека ја прифатил, а пратеник од ДУИ од оваа говорница од овде истата ни ја прочита. Затоа одговорноста пред која сме поставени е огромна. Токму вербата во непоколебливата желба за суверенитет и надежта за победа на разумот не одржуваат по таа дантеовска трајекторија за излез кон светлината. Радоста на живеењето треба да го пренесеме и на следните генерации, на идните генерации после нас. Затоа, секој од овде треба да размисли за своите постапки, а не слепо да ја завзема дихотомијата на светло-темно. Секој еден ден од овие повеќе од 50 денови кога има протести е символ на долготрајноста преку споменот. Историски Македонија била пред многу предизвици и оваа неприродна ситуација кога СДСМ можеби освои повеќе албански гласови од самите албански партии е предизвик за кој што одговор ќе добиеме само преку нови парламентарни избори. Ви благодарам.
Нема да дозволиме странци да не водат државата, порачаа демонстрантите од иницијативата за заедничка Македонија на 52-иот протестен марш. Те маршираа од владата кон собранието, каде побараа политичарите да се откажат од така наречената тиранска платформа. И на дожд, и на сонце, и на снег, тука сме на нашата патека и не си одиме, зашто нашата борба нема цена и е за нашата татковина, рече Богдан Илиевски од иницијативата. В петок велат дека ќе соопштат кој е нивниот план за излез од кризата. Протест се одржа и во Струмица. Еве ги пораките. Ти ги имаш своите 5 века пустина. Те водеа многумина кој како знаеше. Ке дозволиш ли сега и овде некој пред очи да ти ја одземе твојата ветена земја? Испречи ја раката. Спречи ги неразбраните трговци да го распродаваат тоа што им е дедовина и не го чувствуваат за свое само поради тоа што не го заработиле со пот и крв. Свести се и покажи им го вистинскиот пат. Оти се твои деца. Крв од твојата крв. Плод од твојата плод. Биди им пример ним и на другите како се сака својата земја. Запомни. Една е и целовита твојата земја. Таква и ќе остане. Запомни. Еден е и единствен твојот јазик, а него и птиците и инсектите го разбираат под ова небо. Таков и ќе остане. Запомни. Никому не си му сгрешил и никому не му должиш извинување за тоа што си и за тоа кој си. Запомни, твоето име е големо, ќе посегнат да ти го земат. Запомни, ти си Македонија и додека те има тебе, ќе ја има и Македонија. Доволно е да кренеш глас. И сите бести ќе ги снема од изборот твој е збор на правдата. Биди подготвен и буден. Од тебе зависи. Ти го чуваш она што некој во очај сака да го има. Ти си ветрот. Ти си огнот и ништо и никој не може да те угасне. Во твои раце е се. Да сте живи и здрави. Вечна Македонија, ви благодарам. Има солидна основа за интензивирање на економската соработка меѓу Република Македонија и Босна и Херцеговина и двете земји ќе работат на тоа поле, истакнаа македонскиот претседател Ѓорге Иванов и претседавачот со претседателството на Босна и Херцеговина Младен Иванич, кои денеска имаа обраќања на економскиот форум во македонското МНР пред стопанственици од двете земји. На долгата листа на надворешно-трговски партнери на Република Македонија, Босна и Херцеговина е дури на 20-тото место. За многумина е несфатливо како две толку просторни, културно блиски држави може да има толку и такво ниво на економска соработка. Но затоа сме денес тука, бидејќи веруваме дека можеме многу подобро. Тука сме за да ја надополниме соработката меѓу стопанствениците кои се двигатели на нашите економии. Nadam se da zajedno možemo sa zajedničkim naporima pristupati trećim tržištima. Iskustvo Bosne i Hercegovine, posebno kada je u pitanju tursko tržište i nastup na jedno od takvih tržišta je izuzetno pozitivan, značajan. Mi smo tu napravili sa nekim drugim zemljama trilateralne sastanke. Mislim da bi to moglo biti korisno i u slučaju Makedonije i iskoristiti zajednički zaista jedan, da pokušamo napraviti ambijent da od svega bude puno više ekonomske koristi. Владата на Република Македонија во соработка со Министерството за образование и наука, како и кинеската влада, денеска го промовираа проектот за техничка помош во областа на образованието во Република Македонија. Проектот е вреден 7 милиони евра, а овие смарт училници ќе бидат имплементирани во 27 училишта до септември годинава. Опремата е од особено значење во услови кога интензивен е развојот на технолошките достигнувања, а нашите заложби како влада се сите тие достигнувања да им ги обезбедиме на најмладите при нивната едукација. Секако, опремата ќе биде и од голема корис за непречена реализација на работата на наставниците во училиштата, но и за нивната професионална надградба. Имено во просториите на Бирото за развој на образованието, како дел од донацијата е инсталирана видеоконференциска опрема
која ќе се користи исклучиво за одржување на обуки на наставниците. Во насока на подобрување и полесно имплементирање на законите во Република Македонија преку проектот на USAID партнерство за подобра бизнес регулатива, денеска во Струмица се одржа информативен настан на тема права и обврски кои произлегуваат од законите од областа на даночната и царинската политика. Представници на микро, мали и средни предпријатија и стартап бизнис денеска беа дел од работилницата Партнерство за подобра бизнис регулатива, што ја спроведува USAID во соработка со консултантската куќа Епицентар. Како што вели Ивана Мојсовска, самостоен советник во Стопанска комора на Република Македонија, до 7 јуни ќе се одржат 18 информативни сесии во 10 градови. Да, целта на овој проект е подобрување на правната и бизнес регулатива кај микро, мали, средни компании ке стартап компаниите и затоа USAID како донатор на овој проект согласно направените анализи се предвиде дека треба да се направи ваков тип на проект каде што ќе им се помогне на сите овие компании да може да подобрат правната регулатива кај своите компании. А целта исто така јакнење на јавно-приватниот диалог кој што е со цел исто подобрување на правната и бизнес регулативата во Република Македонија. На работилниците учесниците дискутираат 3 теми: правата и обврските од Законот за работни односи, Законот за заштита при работа, правата и обврските кои произлегуваат од Законот и за даночна и царинска работа, како и регулативата за животната средина и прашањата поврзани со неа. Мојсовска истакна дека сопствениците на предпријатијата имаат различни мислења, но нивна цел е да се разговара со нив и овој проект да помогне во подобрување во бизнис регулативата. Има различни размислувања, не се многу храбрени да ги кажуваат реално проблемите како што се на терен. Меѓутоа во директна комуникација со нив ќе разговараме со цел да нешто направиме за овие 4 години како што ќе трае проектот, за да има подобрување во целата таа бизнес регулатива. Партнери во реализацијата на 4-годишниот проект се Стопанската комора на Македонија, Стопанската комора на Северозападна Македонија и Стопанската комора за информатички и комуникацијски технологии. А во Заводот за рехабилитација Бања Банско во Струмица започна реализацијата на 5-неделниот пилот проект за професионална работна рехабилитација, спроведен од Организацијата за образование и професионална рехабилитација од Австрија, финансиран од Австриското Министерство за труд и социјална политика. Во Заводот за рехабилитација Бања Банско во Струмица започна реализацијата на 5-неделниот пилот проект за професионална работна рехабилитација, спроведен од Организацијата за образование и професионална рехабилитација од Австрија, а финансиран од Австриското Министерство за труд и социјална политика. На обуките кои почнаа од денеска опфатени се 23 учесници, професионален кадар од Заводот, но и од Организацијата порака кои треба да се запознаат со австрискиот модел. Овие 5 недели пилотирање тука во Заводот во Бања Банско, ние ќе работиме со 23 учесници од Заводот Бања Банско, имаме и од порака Неготино. Со нив ќе гледаме во овие 5 недели пилотирање да откриеме кои се нивните интереси, што би можеле да работат, што би сакале да работат, каде се нивните силни страни и каде се и нивните ограничувања, односно што не би можело како работа да го извршуваат. Во тие на крајот резултатот кој што го очекуваме после овие 5 недели е да изработиме еден план за рехабилитација за можно идно работно ангажирање. Памер додаде дека во Австрија пред 27 години имало само 17 вработени на нивната локација, а денес има повеќе од 200 професионални рехабилитатори, а целата организација брои околу 2000 лица. Ниту едно општество денеска не може да си го дозволи финансиски опцијата лицата со пречки, со инвалидитет да ги изолира и да ги сепарира. Доколку да ги затвори во институција, бидејќи трошоците за тоа нивно институционализирање се преголеми. Доколку тие лица се професионално се рехабилитираат, може да си обезбедуваат собствена екзистенција, а со тоа и да плаќаат даноци кон државата. Тогаш во интерес на секоја држава е да се ги растовари сопствениот буџет и од овие луѓе да направи даночни обврзници кои што придонесуваат во
во општеството, наместо да бидат товар на општеството. Освен тоа, дополнително, предностите за индивидуалците, за луѓето кои што професионално се рехабилитираат се огромни, бидејќи постојат безброј студии кои што потврдуваат дека здравието и личниот ангажман и придонесот во општеството се тесно поврзани. Од Заводот Бања Банско велат дека се дел и од двата проекти кои се финансирани преку UNDP и Австриското Министерство за труд и социјална политика, лични асистенти и работна рехабилитација. Има неколку законски измени кои што начелно е започната функционирањето на лицата за попреченост да бидат вметнати во општеството, односно неколку законски текстови донесува можност на лица со попреченост да бидат вработени во установите, односно во државните установи, и неколку наши корисници веќе се вработени, и сметам дека проектот кој што е започнат сега, пилот проектот кај нас, ќе даде импулс повеќе во приватниот сектор наши корисници да бидат вработени и да придонесуваат самите за себе, а и за општеството, како што каже и Ингрид. Корисниците од Заводот со големо задоволство и мотивираност се вклучуваат во сите активности од овој проект, што за надлежните е причина плюс да веруваат дека истиот ќе донесе значајни резултати. Родителите на децата со посебни потреби на протест во шатори пред собранието бараат од политичарите да ги слушнат нивните потреби и проблемите со кои секојдневно се соочуваат, а според нив се многобројни. Стручен кадар во центрите за деца со попреченост во развојот, квалитетна терапија, инклузија во образованието, но и центри каде нивните деца би биле сместени по нивната смрт. Ова се само дел од барањата на родителите. Ние доставивме барања до институциите и до партиите пред изборите. Ќе бидат и тука барањата, значи на првиот конгрес за лица со посебни потреби во Скопје, повеќе здруженија ги составивме тие барања. Значи тие не се заедничките барања за сите нас, бидејќи се покупуваме во тие барања и потоа секоја категорија на лица со посебни потреби има и свој барања кои што се вон тоа. Ми рекоа со обична кола да ја вадам од количката, да ја ставам и да одам во здружението за дневните центар. А дневниот центар знаете каков е? Една собична и некој каучок што се бил, можеби мртовец да умрел на неа, и 22 медицински што волонтираат. Се жалев, ми одговорија Министерството за правда дека немало социјалното пари за да купи возило со рампа. Но многу уште пожелно е што Виши упремни суд со 3 реченици одговорил. Во законот не постоело дека треба да има специјално возило. 5 до 12 и многу е потребно тоа да се направи затоа што луѓето страдаат, се работи за човечки живот. И ова е апел, значи уште еден наш апел, веќе не знаеме на кој начин да реагираме, да се направи што поскора, значи промена на законите, на подзаконските акти, на сите правилници, каде што полесно ќе можеме да се снаоѓаме во системот и каде што системот ќе ни го пружи она што ни е потребно, на крај крајви она што го заслужуваме како секој граѓанин на оваа земја. Ова се барањата кои што се поднесени ден пред молкот. Значи преди самите избори, до сите политички партии кои што учествуваа и до сите министерства кои што се инволвирани во оваа приказна. Значи има две групи на барања кои што се во принцип граѓанска иницијатива, кои што на повеќе здруженија. Барања кои што бараме да се исполнат во рок од 6 месеци, затоа што е возможно, и барања кои што бараме да се исполнат во период од 3 години, бидејќи исто е возможно. Голем дел од овие барања немаат никакви финансиски импликации, него се само коригирање на играта на зборови, која што негативно се одразува на состојбите на нашите деца и на состојбите на семејствата. Во делот на законските измени реков дека тоа веднаш, иако собранието не функционира, меѓутоа ние како министерство ќе ги поминеме на влада сите тие измени, ќе чекаме само собранието да се формира за да поминат тие законски измени, но во делот на условите кои што се барат, во делот на зголемување на посебниот додаток, можам слободно да истакнам дека во моментот не можеме тоа да го предвидиме согласно неможноста од собранието, меѓутоа како министерство и како прв човек ветувам дека ќе го разгледаме барањето и ќе го доставиме нивното барање до влада за да влада да одлучи што и како понатаму.
Здруженијето Спас за Гевгелија денеска одржа јавна трибина во Гевгелија со цел да го информира локалното население за штетните последици од отворање рудник за злато на Кожув планина. На трибината своје излагање има професорот Природно-математичкиот факултет од Скопје. Денес во Гевгелија се одржа јавна трибина од страна на Здруженијето Спас за Гевгелија во пресрет на референдумот кој ќе се спроведе во недела, на кој што граѓаните ќе можат да гласаат и да се изјаснат со да или против за отворање на рудник на металични минерални суровини. Пред полната сала од граѓани своје излагање имаа професори и стручни експерти од повеќе области кои ги искажаа своите ставови за природните вредности на подрачјето на Кожув планина. И самите овие чинарови шуми не се работи само за чинарот, се работи и за други видови на растенија кои што се ретки и заштитени. Значи, такви заедници обилуваат со ретки видови на растенија. Понатаму од смрдлива вода е опишано едно растение и за прв пат фактички тоа е регистрирано како нов вид за науката. Една се вика македонска непета, непета macedоnica на латински. И ние тоа го нарекуваме locus classicus. Значи, наоѓалиште каде што за прв пат еден вид е објавен за науката. Што ќе биде со тоа? Што ќе биде се таму уништено? Што ќе правиме со реликтните букови шуми? Например, медитеранската букова шума по Чичикја и таа ќе биде уништена. Понатаму тука имаме и рефугијални заедници. Например, не знам таа колку ќе биде обфатот, меѓутоа тоа е еден рефугиум кој се движи по Серменинска река. Можеби и тоа ќе биде уништено. Значи треба да се мисли во однос на биодиверситетот како ќе биде оштетуван каде овој наш крај. Гевгелија досега важела за жив и чист град и со сечата на шумите, со уништување на биодиверзитетот ќе настрада целото подрачје. Беше ставот на професор доктор Славчо Христовски од Природно-математичкиот факултет од Скопје. Например, 3000 хектари шума се доволни за да произведат онолку кислород колку што им е потребно на сите овдека во овој крај што живеат, да дишат и да функционираат. Значи да возат коли, да произведуваат и загадуваат. Тоа значат тие 3000 хектари шума што ќе бидат уништени. Згора на тоа, ерозија. Тоа е нешто што нема да може да се избегне. Тој ерозивен материјал преку Којнска река ќе ви стигнува тука. Ама нема да носи само ерозивен материјал, инертен, туку како што слушаме, тоа ќе биде материјал богат со тешки метали кои се најтоксични. Арсен, талиум, антимон. Згора на тоа и слушаме и за технологијата во која ќе се користи огромно количество цијаниди. Не треба да е стручен човек за да предпостави што ќе се случи со тоа. Вакви рудници не треба да се отвораат никаде на светот. Освен голем број на граѓани кои се против одлуката за отворање рудник за злато на Кожув планина, одлука со негативен став едногласно беше донесена и од страна на Советот на општина Гевгелија. Граѓаните во недела се повикуваат на масовна излезеност за да одлучат за иднината на Гевгелија. Ке се гради локален пат од населеното место Куклиш до населеното место Градско Балдовци. Договорот за изведба новој пат во Бирото за регионален развој го потпиша вршителот на должноста градоначалник на општина Струмица Костадин Костадинов. Според него општина Струмица аплицирала по јавниот повик за предлог проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби за 2017 година, а во рамките на програмата за рамномерен регионален развој. Согласно обстојувањето во заложбите на отчетност и транспарентност, кои беа и останаа обележија во работењето на општина Струмица, сакам да ги информирам граѓаните од нашата општина за уште еден успех на општинската администрација, кој е во функција на подобрување на квалитетот на нивното живење. Имено вчера во Скопје, јас како вршител на должност градоначалник на општина Струмица, во Бирото за регионален развој го ставив својот подпис на договорот за реализација на проектот за изведба на локален пат од село Куклиш до село Градско Балдовци. Носител на овој исклучително значаен проект е општина Струмица, а со истиот нашата општина Струмица аплицираше на јавниот повик за предлог проекти за развој на подрачјата со специфични развојни потреби и развој на селата за 2017 година. За реализација на овој проект општина Струмица од својот буџет обезбедува 2.221.137 денари, а исто толков износ на финансиски средства обезбедуваме од Бирото за регионален развој.
Бенефитите од изградбата на овој локален пат ќе бидат од непроценливо значење за граѓаните на село Куклиш и на село Градско Балдовци, но и за сите други граѓани од општина Струмица. Овој проект на вработените во секторот за локален економски развој, заштита на животната средина и меѓународна соработка при општина Струмица е само уште една потврда за континуираноста во инвентивното и професионално работење кое секогаш резултира со квалитетни и издржани проекти, што гарантираат прогрес на општина Струмица и подобар живот на нејзините граѓани. Со задоволство можеме да кажеме дека општина Струмица нема да застане овде, туку и во наредниот период ќе изработува и ќе реализира проекти од исклучително значење за целата наша општина Струмица. Општина Дојран пак започна со процедура за донесување нови урбанистички планови за 4 населени места. Плановите се изложени во општината како и на видни места во селата Црничани, Фурка, Ѓопчели и Николич. Општина Дојран ќе донесува нови урбанистички рамки за 4 села во нејзиното подрачје – Црничани, Фурка, Ѓопчели и Николич. Локалните власти ја отпочнале процедурата за спроведување јавна презентација и јавна анкета, а жителите ќе можат до 26 април секој работен ден од 8 до 16 часот да ги доставуваат своите мислења и забелешки. Планот за Фурка предвидува домување во стамбени куќи, големи трговски и угостителски единици, како и меморијални простори, заштитно зеленило и површини за спорт и рекреација. Освен стандардното домување во стамбени куќи, планот за селото Николич предвидува и мали комерцијални и деловни намени, деловни простории и лесна и незагадувачка индустрија, како и бензинска пумпна станица. Лесна и незагадувачка индустрија се предвидува и во планот за селото Црничани, додека во село Ѓопчели домување во станбени куќи со формирање на стопански двор. Минатиот месец општина Дојран го презентираше и предлог деталниот урбанистички план за населените места Стар Дојран и Сретеново, кој исто така отвора нови можности за развој на овој дел од општината. Сите планови се предвидуваат да бидат во траење од 10 години. Јавната презентација на плановите ќе се одржи в среда и тоа во основното училиште во село Црничани со почеток од 12 часот, во училиштето во Фурка во 14 часот, во местната заедница во Николич во 10 часот и во просториите на основното училиште во село Ѓопчели со почеток во 16 часот. Анкетните листови за учество во јавната анкета може да се добијат во општина Дојран и на местата каде што е изложен планот. Во определениот рок заинтересираните правни и физички лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да достават писмени забелешки, предлози и мислења на анкетни листови. Да гледаме театар и да се смееме, да плачаме, да се наежиме, да се издигнеме над животот во животот, да емигрираме дома, да се разобличиме и да се смееме до последен здив, оти знаеме дека еден светол ден секако ќе бидеме спасени. Новиот производ на Струмичкиот театар, насловен како Второ пришествие, овој викенд ќе биде премиерно изведен пред струмичката публика. Овој проект беше некаде се работи можеби над повеќе од 6 месеци по иницијатива на оваа екипа, бидејќи имат и јубилеј, точно 10 години работен стаж на Васил Михил и работен стаж, 10 години работен стаж на Васил Михил и Ангелина Тренчева-Ангелова и 15 години на сцената на Народниот театар Антон Панов. Драматургијата се вклучени и духовите на Мрожек, Рацин, Вапцаров и Светото писмо. Значи има голем дел има текстови и од нив. Станува збор за една драматургија која времето на действието го пренесува во иднината. Значи една футуристичка трагикомедија, фарса, гротеска, сатира, нешто што варира е еклектика од сите тие, би рекол, комични жанрови. За представа која што е во суштина комедија, но длабоко ги покажува човечките судбини на луѓе кои што за волја на трагедијата заминале од дома и сега живеат и работат како мигранти на некое друго место. Тоа е уствари темата на представата. Кај нас и во нашето обкружување има многу такви луѓе и такви судбини,
без разлика што времето е, да речеме, во еднината. Во представата, значи, играм хуманоиден андроид, кој што по принцип помага на луѓето, и така се вплетија работите. Во однос на улогата беше љубопитно затоа што не играм човек, а тие се со посебни размислувања или действувања, но се поврзано само единствено да помага на луѓето. Битно е тоа што овој склоп од жанрови пред се надевам дека публиката ќе ја насмее, меѓутоа и ќе ја замисли по прашањето која е смислата на нашиот живот, овде и сега. И пред крајот на вториот дневник да ги погледнеме информациите од светот. Французите в недела ќе гласаат на претседателски избори кои можат да ја одредат еднината на Европската унија. Изборниот терен е пренатрупан и понепредвидлив од кога и е досега, наведува ДПА, додавајќи дека ако предизборните анкети се точни, тогаш барем четворица кандидати имаат сериозни шанси да се пласираат во вториот круг на 7 мај. Двајца од нив се цврсто убедени дека Франција треба да ја реформира фундаментално Европската унија, а едниот вели дека земјата може и целосно да ја напушти унијата. Марин Ле Пен започна да се подготвува за овие избори уште откако го презеде раководењето со екстремно десниот национален фронт од нејзиниот татко Жан-Мари Ле Пен во 2011 година. И покрај прогнозите на анкетите дека таа ќе загуби во вториот круг, поддржувачите на Европската унија стравуваат дека Ле Пен може да обезбеди трет изненадувачки популистички изборен триумф по британското напуштање на унијата и по победата на Доналд Трамп на претседателските избори во САД. Поштовани, тоа беше се во второ издание на дневникот на телеканал А1, 20 часот е редовниот термин за третиот дневник. До тогаш пријатно.